Во вечерашното издание на Код гостин е судскиот вештак од областа на сообраќајот, господинот Дејан Трпевски. Дејан, добре дојдете во оваа емисија на Код. Би сакале да ве прашаме во врска со начинот на кој се извршуваат увидите при сообраќајни несреќи и извршувањето, односно одвивањето на истрагите при несреќи во кои имаме настрадани, жртви и тешко повредени лица. Како се одвиваат, дали соодветно се одвиваат и дали судските вештаци може да добијат соодветни информации кои може да го користат подоцна за подготовка на извештаи за судски процеси. Прво благодарам за поканата. Во пракса, генерално, увидната екипа која што го врши увидот, си ја врши работата како што треба. Меѓутоа, постојат некојаш направени пропусти од страна на увидната екипа, кои што предпоставам дека се ненамерни пропусти поради поголем број на материјални докази кои што се наоѓаат на лице место, па на кои што треба се повеќе да се обрне внимание. Главниот проблем при вршењето на увидите настанува од аспект на тоа што увидната екипа која што го врши тој увид не е соодветно едуцирана за тоа. Тие поминуваат курсеви и одредени обуки во Министерството за внатрешни работи, меѓутоа тоа не се луѓе кои што завршиле образование од сообраќајна струка која што е соодветна на дејноста која што ја обавуваат. И поради тоа, нивото на знаење кој што го имаат, кој што го поседуваат, изискува, односно ствара правење на одредени ненамерни пропусти во вршењето на увидот. Од таа причина, при вршење на увид, поготово при сообраќајни незгоди, каде што има жртви, повредени, поголеми материјални штети, би било пожелно секој пат при излегување на лице место да се ангажира вешто лице, кое што би можело на увидната екипа да им укаже на одредени материјални докази кои што треба да ги евидентираат при вршењето на увидот, кои што понатаму во самата постапка многу повеќе би ја олесниле целата работа. Еве само еден пример ќе ви дадам. При вршење на увид на некоја сообраќајна незгода, многу пати од големо значење да се утврди во каква положба се наоѓа менувачот на возилото, дали е прва брзина, втора, трета, четврта, тоа многу кажува во однос на понатамошната анализа на брзината на движењето на возилото. Дополнително, пропуск кој што доста често се сретнува во записниците за увид од лице место, особено таму каде што има повредени лица, во делот на формуларот кој што е направен, кој што го сменија пред одреден број на години, го направија да биде многу подобар со многу повеќе податоци, меѓутоа не се популнува баш секоја графа соодветно онака како што треба. Таму има една графа која што стои сигурносен ремен. Во најголем број на записници за увид од лице место кој што сум ги анализирал, таа графа стои назначено е непознато. Значи, увидната екипа не може на лице место кој ќе излезе да каже дека непозната е употребата на сигурносниот ремен. Тоа многу просто едноставно се проверува, се фаќа ременот, се повлекува и веќе знаете дали е употребува, не е употребува. Ако е употребен, тој не може да се врати назад да се собере. И тоа многу после понатаму во анализата, односно во целата постапка ја олеснува работата. Значи, ако вие имате доказ дека ременот бил употребуван, после кога ќе отиде и осигурителните компании, веќе има доказ дека ременот бил употребуван или дека не бил употребуван. Многу пати во самите процедури кои се работи вештачењето, од вештаците се бара да се произнесат дали ременот бил во употреба или не бил. Што нас многу ни отежнува работата во давањето на мислењето, а тоа увидната екипа може многу лесно и едноставно да го реши на лице место. Зошто тоа го прават, например? Па голем дел го прават затоа што многу сообраќајни незгоди се случуваат и ноќе, па брзаат, па лоши временски услови има, едноставно не обрнуваат внимание на тие работи, гледат они по-големите работи, меѓутоа знаете како кажат, ѓаволот е во деталите, значи треба деталите да се запазат. Затоа е потребно присуство на вешто лице кое што тие детали може да ги дефинира, или состојбата на коловозот е влажен, мокар, ама се лизга, не се лизга, посипане со песок, значи таа состојба на коловозот понатаму во анализата дава многу други податоци, или состојбата на пневматиците, има зимски или летни пневматици, затоа што ретко имаме ситуација каде што кола која што кошта 100.000 евра во зимски услови се вози со летни гуми. Сега тие летни гуми придонесува за дестабилизација на возилото, меѓутоа тоа никој не го евидентира во самата постапка при вршење на увидот. Меѓутоа тоа се ситници кои што многу значат во понатамошната анализа, меѓутоа при собирање на материјалните докази на лице место недоволно се обрнува внимание на
на таквите материјални докази. Едно од прашањата што се поставува е дали кога на пример е најдобро да се земат искази од оштетените, односно повредените во сообраќајката. Тоа треба да зависи од нивната состојба или во првиот момент кога веќе може да дадат исказ за да не заборават определени состојби кои се случувале за време на несреќата. Вака сега во врска со исказите, согласно истражувањето и она што е во стручната литература, исказите дадени на лице место се најверодостојни, затоа што тогаш луѓето се во еден вид на шок. Зборуваме за повредени лица. И за повредени, да, па има повредени лица кои што во моментот не е потребна итна медицинска помош, може да присуствува на лице место на вршење на увидот. Има ситуации каде што останал при вршење на увидот, завршен увидот и после тоа се јавил во болница каде што му били утврдени лесни телесни повреди. Изјавите дадени на лице место, односно во првите моменти по случај на сообраќајната незгода се најверодостојни. Зашто? Затоа што луѓето во тој момент не се свесни за тоа што го направиле, како го направиле и голем дел се под импресија на притисокот од случајната сообраќајна незгода, затоа што на сите не им се случуваат сообраќајни незгоди. Кога ќе ви се случи, вие сте во една врста на шок и немате време да размислувате за своите пропусти и за она што сте го направиле како такво и едноставно кажувате онака како што е. Како поминува времето и како лицата кои што учествувале во сообраќајните незгоди имаат се повеќе време да размислуваат, веќе почнуваат да ги сваќаат своите пропусти направени и почнува тука веќе да се прави некаква конструкција, односно давање на искази кои што не кореспондираат баш со начинот на случување на сообраќајната незгода. Сега доколку лицето е повредено, однесено е во болница, не е во ситуација да даде исказ и таква работа, тогаш кога ќе се створат услови да даде исказ, тогаш се зема исказот. Сега до тогаш дали лицето размислувало или не размислувало или било цело време во безсознание, тоа е веќе друга работа и тука не може да се разговара за тоа. Меѓутоа, работа на вештото лице не е да ги анализира изјавите на вербалните искази. Вербалните искази ги цениме само во контекст на материјалните докази. Дали материјалните докази кореспондираат со вербалните искази дадени од лицата. Тоа е еден вид на контролен механизам. И кога се изработуваат вештите наоди мислења, вештаците му посочуваат на судот, да кажеме, дека изјавите на едниот или на другиот не кореспондираат со тие материјални докази, па на судот е тој да цени како понатаму ќе ги валоризира тие изјави, односно вербалните искази во однос на материјалните докази. Затоа што материјалните докази се нешто што е конзистентно, непроменливо. Трагата на кочење, должината е таа, не може да се смени. А вербалниот исказ може да се смени, така да дали тој вербален исказ одговара на материјалниот доказ, наше да посочиме да одговара или не одговара, а понатаму како судот ќе го оцени, ќе работа на судот. Постојат често се случаат сомнежи, дека на пример и записници од сообраќајни несреќи се преправат, да кажеме во наводници. И тие сомнежи се изразуваат од страна на, да кажеме, луѓе кои се учествуваат во определена сообраќајна несреќа. Имате ли такво искуство или има ли таква пракса, да кажем, или тоа се поединечни случаи и исклучоци? Кога намерно се прави зборување? Од секое правило постојат исклучоци. Значи, јас не можам да тврдам дека се вршат преправки или не се вршат преправки. Тоа е нешто што некои други органи треба да го истражуваат. Во пракса, еднаш направен полициски записник, како полициски записник, понатаму не се менува истиот. Доколку странката е незадоволна од наводите од самиот полициски записник, може да мислам дека пишуваат приговор до дали внатрешна контрола или некој орган повисок во Министерството за внатрешни работи, па оние прегледуваат целокупната документација, фотодокументација, сите оние документи што се изјави земени на лице место и тогаш они, ако има основа дека е направен некаков пропуск, издаваат дополнителен документ кој што оди како прилог на основниот полициски записник. Меѓутоа, преправање на основниот полициски записник после тоа веќе не може, значи едноставно не се преправа. Се доставува друг документ затоа што често се прават грешки од типот сгрешена регистарска таблица, значи сгрешена насоката на движење. Зборуваме за технички, меѓутоа има сомнежи за определени сомнежи, изразуваат луѓе сомнежи дека така се случило, односно дека така изведен заклучок од страна на увидната екипа. Увидната екипа не може да изведува заклучоци. Увидната екипа може да утврди само фактичка состојба, затоа што при изготвување на полицискиот записник не е само записникот, значи тој се изготвува врз основа на еден куп други документи, изјави, алкотестирање, фотодокументација. Се случувало да она што е на скицата не одговара со она што е на фотодокументацијата, да има разлики.
Зашто се тие разлики, тоа е веќе друго прашање. Лично имаме работено супер вештачење каде што во еден предмет имате траги на движење кој што надвор од коловозот и возилото е застанато од таа страна. На скицата тоа го гледате, меѓутоа кога ќе погледнете фотодокументацијата сваќате дека тоа не е возможно. Зашто? Затоа што помеѓу тие две траги надвор од коловозот имате хектометарско столпче, а возилото се наоѓа позади тоа столпче. Значи едноставно тие две траги не може да се од тоа возило, затоа што ако се од тоа возило, возилото треба да го скине столпчето. И сваќате дека тоа не е возможно како такво. Зошто е тој пропуст направен, дали е намерно или намерно, не може да кажеме. Меѓутоа, изведувањето на заклучоци само врз полицискиот записник во таа ситуација би биле погрешни. И тоа едната страна би била оштетена. Меѓутоа беше обезбедена и фотодокументацијата. И врз основа на фотодокументацијата му посочивме на судот дека некои работи не одговараат тука, па судот понатаму што ќе прави, тоа е работа на судот. Голем проблем во изработката на вештите наводи и мислења и во анализите кои што ги правиме е тоа што не ни се обезбедува целокупната документација. Значи, едноставно ви даваат полициски записник со скица и велат направете вештачење. Немате нити изјави, немате нити фотодокумент, немате ништо од она што го има во предметот. И многу е тешко вие да дојдете до таа документација. Во Србија, например, постои серверско решение, каде што сите заинтересирани страни кои што се регистрирани за такво нешто, може да пристапат до тој сервер и кога ќе се направи записникот за увид од лице место, се поставува на тој сервер со полициски записник, со сите изјави, со сите документи, со фотодокументацијата и лицата кои што имаат пристап, одредени адвокати, суди, обвинители, вешти лица кои што се лиценцирани за таа работа, имаат обезбедено пристап, затоа нормално се плаќа. Имаат пристап електронски да пристапат до предметот и да ги повлечат сите материјални докази. И доколку ние имаме таков систем во Македонија каде што како вешти лица можеме да пристапиме до тие сите материјални докази, многу полесно би ја завршувале работата врз основа на сите материјални докази. Голем проблем е што во постапките кои што се водат е да кажеме кривична постапка каде што од едната страна имате јавно обвинителство, од другата страна имате обичен граѓанин кој што направил нешто нели со таа незгода. Јавното обвинителство ангажира вешто лице кое што работи вештачење. Меѓутоа таму му се обезбедени на вештокот сите материјални докази. А овој што треба да се брани, го има само полицискиот записник, другите материјални докази не му се дадени. И ако ги побарате, нема да ви ги дадат. И сега имате тука диспропорција во анализата на материјалните докази и затоа се јавуваат и разликите во мислењата ке вештаците, затоа што не работиме на исти материјални докази. Значи огромна е разликата да имате само полициски записник и да имате полициски записник и фотодокументација. Значи мислењето може да биде скроз спротивно. Меѓутоа во постапка, затоа постапките толку многу ни се одолговлекуваат и секоја постапка оди на супер вештачење. И супер вештачењето кога ќе отиде може да се случи да ја немате фотодокументацијата, па потоа едната страна инсистира од судот да се обезбеди фотодокументацијата, па се праќа допис до МВР, па МВР дали ќе ги обезбеди, нема да ги обезбеди, па еднаш штор, па трет пат и тоа се одолговлекуваат постапките и секој одолговлекување на постапките ствара нормално фрустрација кај учесниците нели во процесот. Кога ќе обезбедат документацијата, потоа вештите лица можат многу полесно да решава затоа што веќе е обезбедено целокупната документација. Како ќе се вклопи сега Safe City се најавува? Со години се најавуваме, меѓутоа еве веќе као дојде тој ден Д, па после нова година ни се најавува дека ќе се усвојат неколку закони. Како Safe City ќе влие пред се на безбедноста во сообраќајот, безбедноста на учесниците во сообраќајот, но и за при користење на тие документи, односно материјали, како докази во судска постапка или како основа за судски вештачења? Видите вака, Safe City е една алатка која што безбедноста треба да подигне на многу повисоко ниво. Главната предност на Safe City е стравот од санкција. Значи, се што ќе направите се евидентира. Меѓутоа, треба да бидат покриени што е можно поголем број на крстосници, улици, црни точки, за да може да се евидентира тоа што се прави на тие места. Не знам каква ќе биде законската регулатива за можноста за пристап до информациите од Safe City. Нели имаме ние закон за заштита на лични податоци, па сега таму ќе дојде наверно колизија со некои од овие закони. Како тоа ќе го толкуваат државните институции? Дали ќе може да се обезбеди на полесен начин пристап до информациите од Safe City за одредена сообраќајна незгода? Тоа останува да видиме. Доколку остане системот да биде бирократски како што е сега, да едноставно не може да пристапите до оние материјални докази што ви се потребни за да завршите состојаната работа,
бенефитот нема да биде можеби многу голем. Ќе има бенефит, меѓутоа не толку колку што би требало да биде. Зборуваме за оној втор дел за судски постапки. Да, значи за постапките. Генерално стравот од санкцијата, односно од регистрирање на прекршокот, би требало да си го направи своето. Искуствата на Западот зборува на тоа дека на местата кои што се обезбедени со електронски системи за контрола на сообраќајот, од типот на камери, радари за мерење на брзина, на тие места бројот на сообраќајни незгоди драстично се намалува после одреден период. Затоа имаме и проблем, нели, нашиве граѓани кои што работат по странство, кога одат во странство, таму ги почитуваат сите закони и правила и прописи, меѓутоа кога ќе одат во Македонија се сосема поинакви. Надвор од тоа што го прават таму, дека едноставно она што го прават е надвор од законите и прописите, затоа што знаат дека немаме покриеност со електронски системи, кога нешто ќе се случи, дали ќе се тоа процесуира, нема се процесуира, значи тоа се некои работи кои што се не функционираат кај нас, а таму функционираат и затоа се прилагодуваме на ситуацијата која што моментално ја имаме. Мора да се констатира дека комплетниот систем кој што треба да се грижи за безбедноста на сообраќајот е дисфункционален. Министерството за внатрешни работи прави огромни напори, ги читаме билтените секој ден колку се казнети возачи за кој сообраќајен прекршок, нели? Меѓутоа евидентно е дека бројот на лица кои што управуваат возила без возачка дозвола е константно висок. Бројот на лица кои што управуваат возила со пречекорена брзина е константно висок. За алкохол да не зборуваме, и таму имаме огромни промили на алкохол, 1,50, 1,80, 2 нешто беше сега. На 3 имаше случај. Значи, се дојде до заклучок дека она што се работи сега не ги произведува саканите ефекти. Значи, нешто мора да се менува драстично за да може тоа да функционира. Тоа не е само Министерството за внатрешни работи. Значи, тука се од едукативниот процес, нели, од основно образование, средно образование, системот на обука за стекнување со возачка дозвола, развој на сообраќајна култура. Така е, значи работата на Министерството за внатрешни работи, работата на органите на прогонот после, нели, на судските органи, реперкусиите кои што треба да настанат. Значи сето тоа, тој систем нас заробен ни е во, да кажеме, 80-тите години од минатиот век. Значи, тогаш имаше колку возила во Скопје, денеска имаме 10 пати повеќе возила. Градот еволуира, меѓутоа не еволуираат и законите. Значи, треба многу побрзо законите да се прилагодуваат на еволуцијата на градот и на она што ни се случува. Во тој дел, мислам дека доста каскаме како држава, значи немаме прилагодување на законите на моменталната ситуација. Има промени во законите, меѓутоа се недоволни и со недоволна брзина се менуваат за да се прилагодат на фактичката состојба која што во овој момент ја имаме. Ви благодарам, Дејан, за гостувањето во ова емисија на КОТ. Ова беше интервјуто со судскиот вештак од областа на сообраќајот Дејан Трпевски.